Соединетите американски држави го проучуваат одговорот на Хамас по предлогот за прекин на непријателствата. Оваа вест доаѓа во контекст на посетата на американскиот државен секретар Ентони Блинкен на Блискиот Исток. На линија го имаме Мартин Николовски од Гласот на Америка од Вашингтон. Мартин, што се очекува од оваа посета? Кате, добро вечер од Вашингтон. Ова за Блинкен е петто патување на Блискиот Исток од почетокот на војната со посета на Саудиска Арабија. За денеска беше предвидена средба помеѓу Блинкен и владата на Израел за да разговараат токму за договорот за заложници и за одговорот што вчера го добил од Хамас. Тој единствено кажа дека предстои уште многу работа, но дека веруваат и договорот е можен и суштински. Што се однесува на самиот одговор, премиерот на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани рече дека Хамас генерално одговорил позитивно. Во Белата куќа председателот Џо Бајден беше повнимателен, велејќи дека има одредено движење во заложничката ситуација. Мартина, знаеме ли што содржи новиот договор? Во овој момент не се откриени детали за договорот. Се знае дека е подготвен пред повеќе од една недела од шефовите за разузнавање на САД и Израел на состанокот со египтјаните и катарците и дека треба да обезбеди ослободување на преостанатите заложници кои ги држат милитантите во Газа во замена за долга пауза на борбите. Според извори блиски до разговорите, рекоа дека примирието би требало да трае најмалку 40 дена, за време на кое милитантите ќе ги ослободат цивилите меѓу преостанатите заложници што ги држат. Израел претходно соопшти дека 136 заложници се уште се држат во Газа, откако 110 беа ослободени според единственото примирие договорено досега во ноември, кога Израел исто така ослободи 240 палестинци што ги држеше. Кате? Ти благодарам. Мартин Николовски се јави од Вашингтон за јавниот сервис.